Значи ми вода само. Изволте брат вода, изволте чашка, на време ти даду брат, ако сакаш ово кој. Ќе си сипеме ми. Волим. Сашо. Нема се тушира. Тука ги ставаш? Мене тоа ми. Тебе сте сигурно, твое си е. Да не ги спомешаме, имам прилежено сида, друго нема. Не е проблем, ја еднаш. Куманов сега не се лечи од сидо, Куманов го Он кашке. снима се, сезам. Па снима, Немам прележено. али никад не е касно. Будала. Драги гледачи, добредојдовте уште едно издание на Шанк. На Шанк ни моментално Стефан Лазаров, мојот брат, добредојде Стефче. Бе. Што правиш бе брат? Еве. Вака си Мано. по Оскаровски свет. Леле. Не, сега сум како да сум работел на некое поле 7 дена по 15 сати. За секување афио. Вака сум. Исцицан, исцрпен. Ама кога ми се јави, најдов. Колку време збориме, ти реков само нека помине Лазаров Форд. Доаѓам у Куманово, а ние у Куманово 2 месеци сме на 2 улици од тука. Да, ти кад ми кажа не сум знај дека тој. Да. Ја мислев дека на едно друго место, Баново трело, ама не било тука таму. сме 2 улици од студио кај што вие. Так. Знаеш ни што поминавме со куќата со реновирање со организација Лазаров Форд. Изградивте нова. Значи нова. Карабина, од поново све. Так. И напорно многу, рековме да помине Лазаров Форд. Еве, денеска да си направиме Еден убав мувавет. Прво, честити... Сак на Кумановски, лили? Сак, да. Сак е на Кумановски овој момент одма. Сак. Да, кренемо. Да. Не, ми веќе идемо, а сви што сака да не гледав, запратите не на овој линк, ударите subscribe на канал и видите што ќе се дешава дале. Ударите ви, друго не е битно. А ми ги знаеме што дале. Ми знаеме што дале. Брат, прво свака час, честитке. Може и на Кумановски, на Скопски ќе меше. Ти на Кумановски, јас сум ти гостин. Па не можам јас и на Скопски да зборам. Ти си Кумановац. Е, така. Јас треба ме научиш на Кумановски да... Може брат, може. Да. Слушај, имамо тамо до почеток на наредниот сезон доста време за дружбе. Аха. Брат, што ти у твоја емисија на Кумановски Куманово го сонувам веќе, нема проблем брат, место 2 улици се на други 2 улици, само дај да не реновираме. Не, нема проблем. Молим те. Не, ние ќе ствараме сега нови другарства, пријателство и ќе се дружиме, брат. Тоа е најбоље. Брат, честитке свака час. Значи, ми пред некој време седемо со нашега другар Томскога. Он е слабиот брат, знаеш? Да. Еден од најфит луѓето во Да, со Македонија. Slim Booster. Да, не знам. Јас знам, брат. Јас знам, да. И ја кажа, викам, иде Холивуд. Он вика, не Холивуд, мислиш Оскар. Не, брат, ја многу знаеш што мислам. Холивуд, ама настанот е за Оскар. Може да кажа брат дека лала ти е. Фала ти. Собра буквално убави луѓе. Па и за прв пат убаво средени, скоцкани, облечени луѓе, но ми се свиѓа што беше со дрескот куде што треба ипак да се знае што е за ред. И вие бевте средени. Што Кумано како се... Слушнав дека доаѓате директно од градојашта, правите турнејата со комбе, облечени у комбе, пап на наста. Директно, брат. Браво. Има Значи, и тоа. кога сте можеле вие да се средите, секој може. Сите, брат. А вие може. у комбе додека работите. И тоа бевме... Браво. Где сме Никола Светинико? Штип. Штип, да. Од Штип директно. Директ. Тој е. Браво, Не, браво. Штипа Скопје га снимаме, од Скопје директно тој на нас. Брат, види, многу ми е кејф што луѓето го разбра концептот, Да. му дадоа на важност, со самиот момент што јавните личности нели се облекоа феноменално, Така. придонесоа и за самиот настан да добие поголема тежина и да биде на поголемо ниво. Минатата година, поради тоа што беше прва година, реално луѓето многу од нив и не знаеа каде одат. Така. Да бидеме искрени и ние како организатори беше некаков вид на експеримент. Прва година е ти подкаст да направиш, па ќе пробаш камерава дали полево, подесно. Че, брат, мора да истичуте павам, извини што те прекинувам. позната личност, тоа е. Брат, не бе жена Бобина ми. Шанк. Абе жена ми, брат. Па добро брат, и жена ти треба да те бара кога си познат, нели? Бе, брат, кој она ме тражи, бе, будал сам. Не бе, мора да провери кад ќе дојду. Да не, знаеш го не Кад ќе дојдеш? Оној вид за рибара, нешто. Јави се на жената да не те Абе, мисли. двојца другари рибари. Почна со мисловиот. Бобина виц. Двојца рибари другари вика брат, и вчера беше по рибу, да бе, и што фати? Врти се порано жено со швалера го фати. Од искуство? Да, бре, да. Не си имај такво случило? искуство. Не. Не? Замисли. Шо? Они ме фаќале мене. Јас се оградувам. Од неговите ставови изјави. На домаќинот. Вака ми направија. Вака ќе си насмеш, знаеш, у амбиент на зезање,
И после тоа, опе, овој се смее пак. Се смее. На суд. Брат, па сега, ако не знаат да се шалат, тоа име што да им кажам. Види, брат. живееме во време во кое што на све се гледа многу озбилно, многу сериозно. Сакаат да ти најдат ситница Шарка, да. грешка и ако ти ја најдат, држ се. А зашто бе брат така? Зашто? Јас сме разговарали и со другите гости, некако околу 30 години уназад, не навлегувам во политика, тргам се на страна, значи некако како народот да го доведат до апатија, забори да се смее, многу некако сериозно ги сваќа шалите, некако се многу лесно навредливи. Абе, брат. види, брат, реално живееме во едно време кое што нема многу забавна програма и луѓето кога нештото не им го даваш, го забораваат. Так. Сега еве и на Лазаров Awards моментот со Тино, со Стефан кој што правевме роуст. Да, Значи луѓето го сметаат тоа за навредлив контент. Да. Ама види, наше да се потрудиме да направиме нешто ново, да им покажеме дека Постои нешто постои различно. хумор. Да, Бе, да. постои хумор. Види, во цел свет поминува и црниот хумор. Кај наш да кажеш црн хумор. Јас сум го кажал, мора да ти го кажам и на тебе, случајот со скинатиот чорап. Значи сеам дома вака се омрдам, просто ти скинат чорап. И сликам скинат чорап и викам единствено зборам за у наше време, зашто не си плеснал нешто? Добро. Затоа што чорапот ти бил скинат. Срамота беше кај девојката со скинат чорап ово она. Сега? Вуп! Срам да ти е. Детето може нема леп да јаде, ти у чорапи го гледаш ноги. Брат, тоа викам, толку луѓето некако Така ми заборавиле. го кажаш, брат, нема ни да помислам што зезање би сам Бог да чува. Така, брат. Види, а друга страна да разбера дека не треба стварно да отидеш скинат со чорап. девојка со скинат чорап, ќе се подобрат така. Мобите, Немој да така. одиш на децо, девојка со скинат чорап. Бозбе, брате. Така Пред е. да влезеш со облече. Избањај се. Да. Оди, Како испочитувај беше? во Иде девојчето. лето да се договориме. Бањање па дезодоранс. Бањање така. па дезодоранс. И по можност перење на мајците. Или евентуално да ја префрли од друга страна, брат. Да не, малце да смени. Ти знаеш што едно семејство кога вика ајде сега вика деца ќе го менуваме вешот ти, брат ти и сестра ти. Така е, брат. Да. Брат, дојде убави луѓе. Организацијата стварно беше голема и пак ја кажам, не те фалам, дека си ми брат секоја чест и мислам дека спомна ти нешто мењање на името. Референдум ќе правиме. Референдум. Ајде, тука сме четворица, кој е за да се смени името? Јас сум против. Ти си против. Против. И јас сум против. Добре. Добре. Зошто сте против? Брат, затоа зашто ти му оставаш белек, тоа е твое чедо, значи со екипата што работиш, поздрави до Мандар И до Димитар. И Димитар, брат. Димитар А ми е Мандар пак. не ми кажува дека татко му и јас сме пријатели, пример. Да. Да. И кога ми се јави за муабето што беше, ало ми кажа да, ама тебе татко ти е? Да бе брат, па добро, поздрави го кажи. Ама ти со сите се знаеш од држава. Да, то скоро брат. Како у Комано има две времиња кај старите Во луѓе. секој град имаш по некој. Па имам брат, имам. Машалла, Имам машалла. брат, слушај, на таа мрежа што имаше порано со 11 човек со командантот и ден денеска си функционира. Тие браќа што бевме тогаш браќа братството и денеска останува и за било што можеме да се јавиме секој на секого за Јас да секој ти град. кажам фала што си направил се за нашата држава и што си бил Така. спремен да си го дадеш животот за нашата држава и Бог да дадо од прости- моја Бог да фамилија му живот прости за оваа твојот држава. татко, вечна му слава. Е сега на овие теми, јас може да ги прашаме нив дали сакаат да ми гостуваш ти кај мене Така, во Лазаров добро. подкаст, затоа што тој подкаст дели опфаќаме малци поозбилни теми. Така И многу интересно ствари брат со тебе што реално луѓето те знаат сега бобина, шанг, виц, Да. зезање, смеење, меѓутоа ти имаш многу посериозна приказна Имам и позадина. Потежок багаж, малце И 4 потежок. жени имаш. Да. И 5 И- деца и едно внуче. Да ти се живи и здрави. Фала да си дочекаш, брат. Да ти се- Чукам внуци да си дочекаш. Да ти се живи. Ја, инако ако се сеќаваш Видиновски, кој беше кај тебе? Како не? Па што ти За- кажам? Да, за диво населје. Диво населје? Да, брат, тоа беше до мене, брат. Ти го прочитуваш? Да, тука беше по мене и баш кога се случи тоа, кога претрча брат на Еко ми беше тука, пошто брат, таква е ситуацијата. Брат, не те прашам сега ништо. Јас само едно ќе кажам, Кај мене у подкаст. Јас само да кажам, кревање. кажеш сега брат, све. Кревање пушка, гледаме еден куп новинари пред пушка. Бегај, викам. Ти крена пушка пред Да, новинари. затоа што он пукаше таму, јас се вртам. Кој пукаше таму? Колегата. И сега ја влагам Каде, објасни ми сајде убаво. у диво населје, пред диво населје на Трета Македонска, тука за на кај Лукоел. Од таму претрчува човек
колегата од сообраќајна крема пушка пука. Он продолжува да бега и сега јас како се вртам, кријам пушка, еден куп новинари пред мене. Ти со пушката новинари? Да, јас пуштам доле и викам бега тука, бега и ние се пуштаме после посокачињето, има и снимка. Која храброст е тоа? Брат, новинари во не сакам да кажам, ќе кажам кај тебе да не Да, откривам дај се. сега! Да не откривам се, И пошто драги гледачи, ова Лазаров подкаст, добре, дојдовте. Кај помина шаг. Ја па мислам гостин сум. Брат, ти можеш дека како домаќин да се осеќаш. Па нема проблем. И за десното да За ми... децата како беше. Брат, тоа е и целта на овој подкаст да си лабаво да се осеќаш, да немаш нешто што знам да си Зимето спомна, ќе видиме, не знам, моментално се води стварно голема дискусија со Димитар. Со него сме партнери во проектот Идеја Лаб и Димитар е на ставот исто како мене слично, меѓутоа некои луѓе размислуваат дека тоа е како некоја си приватна манифестација поради презимето, меѓутоа баш имаше вчера снимавме лайв еден коментар објаснува Јензо Ферари го направил Ферари, кога било Ферари почетокот бил на Ензо Ферари. Еден куп такви примери имаме. А подобро име не ни текнува тоа. Од друга страна, ова што го достигнавме оваа година и успехот и маркетингот и луѓето сега слушнаат што е Лазаров Awards. И некако чувствувам дека не го доживуваат толку лично. Така. Не знам, убаво дојде. И ја лично не би го сменил името. Не, и ние бе тука, ако треба ќе се направи совет на Види, се направи совети за нашето име, па се смени, така што кај нас, знаеш, ако може... Добро, нема протести, ќе ти протестираме пред канцеларија. И ќе пушаме да куп луѓе. Живе, све направивме, Се што жабе. Така да кај нас познато е, може следна кампања да биде за името. Името не го даваме. Не го даваме. Ама мислам дека сите сакаме да остане, затоа не го даваме. Кој сака да се обрачуна да го смени, нека дојде, брат. Имаш бобигард, бе, брат, што бобигард имаш? Виште се една година, облаге си црно, кравата црна, Да, стојам до тебе. Не бе, нема смисла, ти бодигард, ти ќе не видиш наш гостин. Не, брат, таман Следна работа. година таман и уште поише ќе пораснеш популарен по све. Брат, кога ќе ми дојдеш на подкаст, уште поише ќе станеш популарен. Чека да ми сега книгата, брат, што повише 15 години сум на некоја си јавност, Ти ме брат. викна тука, ја да ти правам интервју. Не, па заедно си правим интервју. Он си каже за книгата. Па брат, ја те прашав од тебе, ти само за името се фати. Гледаш дека ќе чачкам од страна ти пак името, пак името. Да си жив и здрав, брат. Здрав и жив. Ќе видиме со името, ќе видиме. Јас се уште сум настава дека не го даваме, ама ќе видиме. Брат, други проекти што ги работиш, што ги спремаш. Знам дека малце проектот што го направи куќето за семејството, мислам, буквално еве, нека не звучи скромно од темел до кров. Да. Проекти други? Брат, види, моментално сме во позиција овие 7 дена да си го вратам животот. Искрено да го кажувам тоа. Иако повторно еве денеска сум од 7 со бајле, сега веќе 6 по 5-16 сати на ден сум 3 месеци поред, а Марта е трудна. Малку ми е мака што не можам да бидам повеќе до неизе, давам се од себе, меѓутоа се нафативме со една работа, реновирање на куќа која што е многу тешка, многу тешка. Знаеме какви се луѓето кои што работат во градежништво во оваа држава, не се од збор, и тоа е факт. Факт е тоа. И не можеш да се ослониш на луѓето и на крајот фативме ние, буквално тројцата, значи последните 7-8 дена бевме по 15 сати, по 12 сати на ден да решиме куќата. Значи ја правам куќата, го правам Лазаров подкаст, се уште трае, Лазаров Awards го правиме, имаме еден куп соработки, ја не застанувам и летово. И меѓутоа планот ми е стварно малце да здивнам. Значи ако можам, еве сега ќе отидеме на некое море, мислам на некое море, до Грција ќе отидеме малку на море и сакам да се посветам малку на сопствениот живот, затоа што беше многу захтевно, се не знам на луѓето како им изгледа од страна, ама брат, да доеш до Куманово на ден по 2-3 пати е напорно само да возиш. Само да возиш. А не да шо све не направи. Извозивме 1400 км за 7-8 дена, па... Абе не е проблем 8 дена, брат. Ја возев по 300 ден. Така. Значи имаше еден ден, се сеќавам, брат, тргаме од Скопје до Куманово, од Куманово се враќам до Ѓорче, од Ѓорче до Пинтија, од Пинтија до центар, од центар у Куманово, у еден ден за да носам огледало немало, алат заборел Димитар, значи такви милион работи. Ама знаеш на крајот едно па благородна работа, убава брат. Така. Убаво се чувствуваш, си направил нешто големо, си дел од нешто големо, имавме поддршка и на крајот еве денес ќе дадов ми колата Land Rover Discovery и заврши се. Некој ме со среќа дека си ја вози. Престрекна жена. Да. Жена е. Браво. И мајка која што го подари на својот син.
Браво, браво. убава приказна е тоа. Убава приказна е тоа. Убаво. Сега да чешам нешто, инфлуенсерскиот живот во Македонија или оние Ти треба ми кажеш сега ти си инфлуенсер. Не сум ја инфлуенсер, далеко сум ја. Што си, бе? Брат, не знам што се човек. Еден мој другар, знаеш што си? Не знам. Мора да го спомнам, брат, еден мој другар. Брат, едно 7 дена крстарев низ Македонија. Ајде, покојниот командант со мотори и со едно 7 дена, брат. Отидовме се едно време, седиме, брат, и више уморни, 7 дена си со мотор или си у джип или си на мотор. Едно време вика, брат, све би дам у живот, еш луѓе не би дам. Вика, се враќаме дома, децата ни пораснале. Види, јас сега тоа го чувствувам, прв пат може да кажав, Марта ми е трудна, дома ми е, денеска ја немам чуено цел ден, мислам, ја немам чуено, семе 2 пати чуено за работа. Така. И не сакам стварно да дојде до ситуација понатаму, детето да ми биде дома, да ми расте, а да бидам по 12-15 сати на ден. Спомнам инфлуенсерски живот. Да. Јас најмалку го доживав инфлуенсерскиот живот, искрено, затоа што јас и моја екипа цела време работиме. Инфлуенсерството во цел свет треба да се базира на шетање, рекламирање, убав живот. Кој убав живот? Коса ми падна, треба трансплантација да идам сега. Убав живот. Се оставивме од работа. Така е. И плюс брат, и станов сега што го правиме со Марта, треба да се вселиме, и куќа, и стан у исто време. Така е, брат. За месец дена. Знаеш како е цело време за месец. Да, наредната. Не бе, добри сме, мислам сам да не ти ги. Не, имаш ти добра екип. Не брат, збори си слободно дека нема се може да не ти ги солнам фирми бе. Па нема добра само рачките ги земат. Има моменти. Рачките ги земат краде за реклама. Не, слободно збори си ги брат. Има моменти брат што стварно позадина се многу тешки напорни за некои ствари јавно ќе зборувам, ама сакам да го завршам. За да им го покажам пошто не е се розово како што прикажуваме, ама заради тоа што во моменти го правиме све ова со фирми, не сакаме сега да ги ставиме во ситуација фирмите дека не се професионални. Така. Затоа што со градежни работи кога се бавиш, многу често кривицата знае да биде на некој друг, а да не зависи од тебе. Сега најновото што го научи во градежништвото, па дури да не знаеш за работата ќе испаднеш крив, а секако мајсторот никад не е крив. Или архитектот. Никад не е крив. Про доаѓа и вика, ама Стефан, па ти вака ми кажеш. Не, ти не ми кажеш, а чекај, сигурно ти е работата, а чекај, си договорил. Сигурно си јас дека ми требаше да се јавам. Или звониш, денес беше тоа, јас со брат искрено научам во животот, ако се договори во нешто да биде под договор. Ако не можеш, кажи ми. Гледа се, на крај и колку и да ме кошта тоа мене, ти нема да знаеш. Ако сме се договорили дека ќе биде така, ќе си стојам на договореното. Значи затоа нели има казни пенали што се плаќаат. Да, баш, кај мене тоа е проблемот што јас се уште функционирам на збор и имаат, не сум го зборувал ова, имаат неколку фирми изебано за доста пари и не е сега моментот да кажам која колку, но ќе кажам кој ќе. Дојде време за се, брат. Да, мислам имаат наплатено над 10.000 евра за студио како ова, на пример, тапети и нешто што знаеш, не кошта повеќе 2-3.000 евра, само поради тоа што сум ставил на збор, односно сме се договориле и потоа кога доаѓаат да ти дадат испратница, не сака да ти го сработат тоа што сте се договориле, испратницата ти ја става дека пример стол е 3.500 евра и ти тоа не можеш да го докажеш. Да, дека мислам сега еден стол ќе докажеш, ама ти кога ќе си лајсни 500 евра. Кречење рака 2.300 евра. Оди докаже мајсторот ти кажа толку и такви некои заебанци во градежништвото ми се случуваат, меѓутоа школа. Па многу ме кошта упиздо матерно школа. Така Јас се извинам сега што слободно. нели ова е друг формат, друго е полабаво ето. Ја брат кога правев куќа исто, највише се плашев од тие другарите, брат, што се кераш ќе направиме цена за тебе. Го јадеш. Ја класичен пример фасада околу 400 квадрати надворешна и прашам еден другар комшија, му викам брат колку фасадата? Брат за тебе 22 евра. Јакам добро. Идам кај исто пријател, не толку другар, него пријател. Викам брат колку фасадата? И вика брат колку ти кажал на ефтиниот 2 евра подале. Викам ми кажа 18 евра, вика толку е, за од мен има 16 евра со овој материјал. 6 евра брат од квадрат. 400 квадрат, 6 евра од квадрат подол. 400 квадрати 2400 евра. Пола фасадата и се чаше мојот сега. И се ми вика, едам кај тој викаме брат, уво 22 евра, 6 евра, клап од джеб. Па он бута конкуренција. Види, кај мене неискуство беше порано. Влегуваш у проекти, се ти се уваат фирми за да соработуваат и неискуството мое што вика, они ти викаат уживај, ќе се договориме компензација, пошто фактички мене ми одговара таа компензација, решавам многу големи пари за да ми се среди станот. И што ми прават тука фора,
Јас веќе ги рекламирам, станав се уште не у фазата во која што они треба да сработат и кога ги дојде моментот да се сработи ме заебуваат. И сега јас сум научил брзо текот на години со работава да не зборувам све јавно затоа што го тргам фокусот од она што е побитно. Ако почнам да се бавам со луѓе кои што се не луѓе, знаеш како викаат на најмалски начин, им влагаш у нивните лајна. Буквално почнеш да се давиш во нивните лајна. Или биднеш бетер од нив. Да, меѓутоа за нечовечки работи, неправди, доаѓа момент, доаѓа време ќе се зборува затоа што ќе зборувам затоа што јас па сум ги представил тие фирми, тие се некои од проблемите што ми се случуваат и од сега понатаму сум решил, окей, ќе се договориме да го сработиш па да кажам дека си добар за луѓето да имат поголема доверба. Така е. За инфлуенсерскиот свет во Македонија, дали мислиш дека доволно е само 2 видеа да снимаш да се кажеш дека си инфлуенсер, не зборам за тебе, него тоа што го прават сега поново, што да потенцираш за мене, ја брат 2 на ден снимам. 4 имаш направено. Важи. Денес. Брат, не ме нервира, не сме тука за негативни работи, меѓутоа знае да ти спровоцира, умее, затоа што одреден број на луѓе, фирми, предпријатија кои што на пример разговараме се дешат, ајде вие сте исти како овој, исти како оној. Така ти кажуваш за мене? Да, исти вика, бетер си од Стефан. Толку работа за ова да го доживеам. Брат, види инфлуенс. Малце доаѓах до плукање на квалитетот, се мешат квалитетот и квантитетот. Не дека не се разликува, меѓутоа за некои луѓе што еве дошле до некои парички направиле обој фирми, они сите нас не ставаат во еден искош. Како ти не можеш да ставиш фирма шнајдерска и ковачка фирма да кажеш абе лоши мајстори. Не брат, види, не зависно од која бранша потекнува фирмата, колку е голема или не е битно, или не е голема или е мала, не треба да се споредува така и со инфлуенсерството според мене. Секој од нас има свој начин на функционирање. Да. Социјалните мрежи се слободен дигитален пазар, брат. Да. Денеска секој може да се снима. Так. Секој може да го упали телефонот, да сними 2 видеа и да се нарече инфлуенсер. Инфлуенсерството, сега ако збориме реално, ние направивме веќе издружение. Значи имаме издружение на инфлуенсери. Веќе се бориме за да успееме да не може да донесат закон како што им одговара. Влијаеме во неколку општествени пори. Реновираме куќи на семејства на кои што има најпотребно, собираме донации, хуманитарни акции, дигаме брендови, брате. Јас не треба мене да ми го поставиш прашањето, треба да разговараш со некои од компаниите со кои што соработувам 2-3 години, дали им е променот поголем, дали брендот им станал име, дали растат со соработката со Стефан Лазаров. Така што ти можеш да споредуваш, меѓутоа како и во секоја работа има полоши, има подобри, поквалитетни, понеквалитетни. Не, мојот ми е што уште не ни дзирнале во тие води, веќе се стават на некои позиции. Па тие инфлуенсери така наречени. Ја ги викам ти кажи директно, не си сега храбарче. Со војна бил неќе директно. Брат, креатори на блјувотини се викат. Ама брат, така е за брат, не. Шо викаат тие, да разберам. Брат, после ферка треба да им искачаме, брат. Што се испоти, види го. Не бе, брат, тако сум од малечек. Срамо па. Абе Никола, не го попуште светлото, набрате ме сум се изнал со снемови. На Никола се мали. Додека сме тука, да кажеме дека да не ме пресечам ноќевање со Марта. Абе го смееш. Чекај, не па Никола вика подржувачите, бре, да. Етно село Тимчевски ваучер, мала пажња. Мала пажња. Леле, ноќевање, леле, стварно ќе одам, брат. Да, преубаво имаш базенчиња. Брат, ќе одам, стварно, не се да, ако, да одиш, значи тоа ти дам за да одиш. На емисии најчесто ваучерите не ги користиме, тоа е реалноста. Не, овамо ти е лабово. Етно село Тимчевски ќе дојде. Така. Кога сакам? Кога ќе сакаш. Стварно? Да, кога ќе сакаш. Кај се значи, на излез од Куманово, едно 30 на километри пред село Војник, десно, 2 базена си имаш, значи лабово ти е, не се замараш. Со ништо. Браво. Тоа ти е, сега, пошто викаш дека таму нешто со косата, нешто ме чачкаш, ме заебаваш со твојата. Центар за биоинформатика Revit. Опа, шо е ова? Ова ти е биомодул антиејдж за забавување, подмладување на организмот. Шо бе за подмладување? Да, брат, озбилно. Не си остарел сега, да не ме сватиш дека ти кажа. Индиректно. Индиректно и тесторанси има. Не ти кажа. Лечи се да си. Значи, брат, го ставаш рака, пошто ја и баба, брат, нели како 4-то деление сум.
А не зборам за мозокот, за изгледот, брат, тоа за мозокот завршена работа. Да, значи ова ти е тоа, брат. Ова ти е за тебе. Фала. Чекај. Сан Сиро. Еј, голем поздрав до Сан Сиро. Знаеш ли кој работеше со Сан Сиро? Знам. Па јас Ми работам. кажа да те поздравам многу. Дај ми го Бранко многу. Да, со Бране. Да ги најдете, ги имате и во Кумано, и во Изгејт, ги имате... И во Охрид, сегде ги Па ја го има, забавам, кога почна со мене да работи, беше у Свети Николе. Така. После тоа, уште немаше отворено, мислам дека во Изгејт, па као цело време беше мовето, брат, тешко иде, вака иде, така знаеш на стандард македонска Так, работа. да. Оп, Изгејт, оп, Струга, оп, Охрид, оп, Куманово, оп, Сан Сиро, Штип, да, Штип имаш. Сан Сиро, сега сегде ги имаш. Ама викаат, брат, за да успеш понекад во животот, так само треба да се жалиш. Како е? Не бе, брат. Како шо има, не, са космица купив, геле купе, Порше, брат, не, знаеш Порше, абе многу троши Поршета, знаеш што е тоа? Ја има ќе ти кажам после, ќе ти докажа потрошувачите Лида маркети најснабдени маркети во Македонија, брат. Морам да те погледам. Кажи ми само, најснабдени, ти кажи си. За мене се други најснабдени. Купатилото кој ти го средува? Фригошо. Да. Имаме Бања Лукс. Бања Лукс. А се добре, види ова. Фул каско. Многу ми се свиѓа една работа што брендовите препознаваат квалитет и сватија дека треба да инвестираат во вакви емисии. Ме радува и да гледаш дека имаме слични брендови кои што се конкуренција, меѓутоа јас и на мој подкаст многу често сакам да зборуваат гостите за поддржувачите, Ја затоа кажав за кој тебе фирмите. можеш слободно да ги кажеш кај мене. Види, Слободно може да ги кажеш. Јас се Лида и Тамаро знам дека се многу блиски пријатели со собствениците. Значи јас се Лида знам уште кога почнав да соработувам со Тамаро и ви ги гледам рекламите, не копирате со Марта. Тој Никола, јас сега сум за Никола. Никола се викаше девојчето? Ангела. Никола и Ангела. Никола и Ангела. Лицаец може да кому. Никола и Ангела, Марти Лазаров од AliExpress. Сега се вади, ради се, видиш, плаче. Така да голем поздрав до Елида. Добро е што влечат инспирација од најдобрите. Па се уште 4 маркета отвори. Ти кажа за Бајлукс, ако си немаш од кај него се од славини чешми и такви работи, се комплет. И толку, брат. Да не забори Сан Сиро, не, толку не се, брат, толку. да се добра супер парфем, че имам, ке се прстам, ке те прстам и Да, не ме прскај, мене фала, извини. со парфем. Нагласи, брат, остај ти сега дека ме прсташ. После 4 жени може да ти дојде и друго нешто. Пошто си тргнал во животот. Брат, не се знае, на крајот тоа ти остана во животот, се пробала и Па да пробаш и тоа, па што? Јас знаеш како ми вика, како бе брат 4 жени, вика или толку девојки во животот, што се случи? Екам прогле. Ја да сум женско никад не би се погледнал таков како мене, брат, реално сега. Може долеси. Да, може викам, ама тука има една друга филозофија. Чекај да сум женско не би се погнал. Мене, кога женско да погледам таков како мене. Боже, сачо е последен ден на свет. Брат, што ти фали? Па знаеш ли брат, па гледај ме брат, што ми фали, погледни. Со лева рака да ме цртнал татко ми болje би ме нацртал. Време на Лозаров поморт следна година. Ке ти даде 5 минути, ама ти ке си правиш сам на северо. Па да ме брат, ја шо најубаво. И се брат, луда, и се ми и вика и како толку жени, викам брат, ја имам единствен одговор. Со секакви сме били, уште со оружје не сме се плеснале. Види, секогаш има прв пат, да знаеш. Брат, со секогаш има прв пат. Може да пробаш. Куманово е убав град. Куманово убав, па не јас. Па добро, не мора да бидат секогаш врската двајцата убави. Да. Друго, дај прашај нешто. Со еден другар седиме и гледаме на старата ќерка и неговата ќерка се тука 3 месеци разлика. И гледаме вака и викам убај деца, а на нас лечат. Те се чудиш, вика. Не бе, не си толку лош, мислам сега. Одличен си, одличен си. Со Димитар сега што правите? Види, Димитар ми е мене, да ти кажам искрено. Не, брат, искрено ќе ти кажам, Димитар ми е како да ти објаснам, конечно го најдов партнерот во животот. Ако нешто тешко во животот да најдеш, тоа е партнер. Да. Човек со кој што ќе делиш иста визија, иста храброст, иста лудост. Таков човек, воркохолик, толку да сака да работи, толку да е заљубен у работата, брат. И многу е добро, знаеш, се споивме од аспект на тоа што иако има 10 години повеќе од мене, и е 10 години повеќе од мене на естрадата, бил водител во најгледаните емисии, најгледаните телевизии, Макфест го води, значи он е многу
истрошен, да речеме, креативно во нашата работа, се уште го има истиот порив и желба да направи нешто големо на нашата сцена. И реално ние почињаме лани кога јас сум во реален проблем од гивавеот, заглавен до гуша. Тука беше проблем. Да, треба да дам стан, значи немам пари да направам евент, не знам како ќе го направам евентот, а сакам да направам нешто големо, луѓето очекуваат, луѓето не знаат позадина што се случува. И ја му сам на Димитар му викам, брат, имаш агенција 15-16 години, не знам колку му е, да не сгрешам, многу години му е, над 10 години. Имаш таму 10-15 вработени. Ема му е партнерка феноменална жена. Искуство имате многу. Помогни ми годинава, пари немам. Дај да го направиме заедно настанов. Јас ќе инвестирам се што имам за да се заврши. Ако се поминеме добро, мене ми треба партнер во ова. Сакам да го правиме заедно. Брат, не помина една минута. Што треба седнува и почињаме. И ние така го правиме првата година Лазаров Awards. Вторава година Лазаров Awards веќе го справивме од октомври. Значи од договори со станоци, подготовки, смислување на кампања, после тоа, значи реализација на сето. Димитар е брат луд. Лудо позитивен, лудо квалитетен брат. Брат се гледа, значи дека сте да, не и добри сте брат, има таа хемија позитивна, зборам каде што не брат, треба два пати да се каже. Он е фамилиарен човек, неговата сопруга Сара Мейс исто исклучителна жена брат. Нема коментар. Кирил или на дечињава му се феноменални во принцип брат, искрено. Не сум го кажала, меѓутоа јас во него гледам еден вид на идол, затоа што денеска ние можеме брат да идолизираме луѓе популарни од светот и да сакаме да бидеме како Двейн Џонсон или сакаме да бидеме како Бред Пит или сакаме да бидеме како не знам било кој од Елон Маск бла 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 фудбалери. Така. И дај да идолизираме луѓе кои што се блиску до нас брат, луѓе кои што работат од 7 до 7 а имаат 2 деца, имаат жена, зборам сега за машки. Дај да идолизираме жени кои што работат 2 работи за да ги прехранат дома двете деца. И плюс децата, обврските со децата. Димитар е таков човек, да можеш да контролираш, да можеш да бидеш и маж дома, и татко да бидеш, и бизнисмен да бидеш, и пријател да бидеш. И ја тоа кога го гледам кај него, брат, ние сега чуваме во кола, од Скопје до Куманово има он 10 повици на телефон. И понекогаш јас си викам, јас се жалам за моите работи. И затоа ти кажам, ја гледам кај него пример, традиционални вредности, фамилиарни вредности, градење на еден живот кој што секој здрав маж би го посакал. И идеален партнер, брат. И сако гледаш дека он верува во твојата идеја и визија, така е. Нема стоп. Брат, ние овој дел што го направивме со Никола, кога го направивме, беше вака као со тебе седиме и викаме, знаеш, пошто имав една од претходната емисија која правев, уште нема љутиш која беше, имавме една пракса кога завршуваат сезоните, пораѓаме една екскурзија, мини екскурзија 5-6 дена низ Македонија, чисто си го проверувавме рейтингот меѓу луѓето, што, како, каде е видени, нагоре, надоле, а Никола е кампер. И ни се случи, брат, можеме да појдеме, ако бајдеш, како ќе појдеме, така. Буквално се договараме и дури се возе, леле, какви гомна зајадовме, леле, брат, аби изгорев, ама ништо, брат, нема ништо убаво од кога луѓето ќе те примат со насмевка, ќе се насмеш. Реално научив многу работи за многу градови во Македонија каде што со пари не се плаќаат. Па мислам дека од 1 јули. Средина на јули. Да, многу јако, он ти е камераман, монтажер, што гледам све тога. И добре. Даре главниот костеломац и снимат. И затоа те поправа тука. Јули 15 јули немој порано да најавуваш. Се уште ги пегламе односите како ти и Димитар, брат. Вико моје време се знаеше кој врти антената, кој викаше лево. За успех, брат, за успех во животот, апсолутно, брат, ти треба екипата. Да. Ја, брат, од прв ден од животот, значи од кога сум играл фудбал, јас сум верувал во тимски успех, во тимска работа, јас сакам да го делам успехот. Мене ми е многу гордо се чувствувам, многу убаво се чувствувам кога на крајот на бината ќе се качиме сите. И јас, и Мандар, и Димитар, ќе дигнеме раце во виски, ќе се не само јас. Затоа јас сакам брат сцена, затоа сакам естрада, затоа сакам да имаме култура, музика, спорт, да имаме филмови, серии, да сме дел од тоа. За брат еден ден ќе умреме. Сите ќе умреме. Треба да оставиш нешто. Значи, која е нашата поента на овој свет? Која е нашата цел и мисија? Океј, секогаш можеме сега залепиме 2 шамара, ќе имаме 200.000 прегледи, ќе направиме не знам што. Ама дај да работиме на големата слика, што е многу потешка. Така е. И многу често брат може тоа да делува досадно, споро, да нема енергија и хајп, ама само преку тоа ќе направиме големи промени. Ја последните 2-3 години, да не кажам, букнав у овој свет. Иначе 6 години пливав, брат.
Значи, ама не се откажа. Работи, ќе дојде еден ден. Ќе дојде. Еден другар му викаше когаш тогаш. Значи, ќе дојде еден ден. Не може, брат, ако ти работиш за нешто, се посветиш секој ден да работиш. Може да бидеш само понеквалитетен од некој друг во истата бранша. Тоа не можеш да бидеш ти, никој ти гарантира ќе бидеш најдобар. Ама ако секој ден го правиш истото, брат, постои веројатност да бидеш и подобар. Постои веројатност. Не постои веројатност да успееш. Да, така. Тоа е моментот. Дали ќе бидеш подобар или не подобар, на крајот не е ни битно. Не е ни битно. Значи битно е да бидеме свои автентични и да правиме нешто. Како денес еве јас ти доаѓам во формат подкаст. Не, тоа што јам подкаст не значи дека ти треба да се такмичиме кој е подобар. Ма никогаш не сум гледал конкуренција, брат. Никогаш. Јас сум за таа тема, брат, ја викам конкуренцијата е тема на публиката. Нив треба да им интересно. Ој Лазаров е подобар од Боби. Боби врска нема Лазаров. Овој Лазаров. Кога беше Томски и Никола, значи вицот со индијанката кај Никола. Брат, 3 милиони прегледи напред. Значи, и сега се заебаваме со Томски, сега ние се рустаме. И сега гледаш луѓето, леле бе, види ги видно, мал се провоцираме, бе, ба него бе, селјачи што од Велесово. И вака знаеш луѓето, бе, како така Томски збори, ти му збориш на Томски, они не сваќаат дека се научат, брат. Да, мислам дека ќе се научат. Ќе се научат, треба да работиме на тоа за да прво ние како луѓе што се бавиме со ова да покажеме дека не сме Мандар ги вика снегулки. Да не допира све. Па да, бе, брат. И сега да прифатаме на своја сметка шала. Ја не више заебам на мој рачун, брат. Кој ќе ми се наложи? Мене заебаме, нема везе што ние што совршени сме ние. Па реално. Шо ќе кажеш, така е. Па така е, брат, ја не се добро. Мене кој пише, знаеш што е за мене вистина, пуцај. Знаеш и мене знаеш како си ружен. И знам Миша, не бе брат, нема вистина за тоа. Реален си, свесен си. Затоа тоа стајле 3 жени, брат. Да. Они брат секогаш на пиено сум ги земал. Ја и денеска да ме осла тај утра и денеска поминало некој време па се најдолга врска. 10 години. 10 години. Па добар си бе, брат. Да. Првиот? Вториот. Првиот година дена. Година. И што се случи? По ништо, се заклучиме дека тука тоа било грешка. Се трансформира одма политички одговор. Као се сме, па ништо. Не, затоа што со другиот тимов голем, да не кажам. Не кажеш сега, на подкаст не. Гледа сега, гледаме пецка за njega да ќутува, сака за мене да е дугомна. Сега, како нема... Водителот сакаш да бидеш водител. Не сакам јас само се трудам да парирам до негде. Кажи за првиот брак, ај гледам ти. Не ти кажам за првиот брак, тебе ќе кажам. Готово. Ај ти кажи ми за првата врска. Првата врска и добра прича е тоа, брат. Првата врска би беше брат со една девојка која што многу ја сакав, се заљубив многу. Тоа ми беше уствари да речеме првата детска љубов. И таа прва детска љубов, брат, ја запознам ја во момент кога не сум го зборувал. Не на шала на сме, сак ми интересно. Ја запознавам во момент, брат, кога ја се повредувам од фудбалот. И јас сум во штаки и со завој на ногата. И во тој момент ја имам клемпави уши се уште, значи поминуваме на фаза во која што сум ја искомплексиран, депресивен, сум го изгубил оно што сум го сакал највеќе, немам иднина, немам никаков мотив за ништо. Буквално искрено сум зборал за тоа, депресија до момент, брат, сум размислил на најлошото. Сум поминал таков период. И би саува другар, брат, имам две другарки да излеземе на кафе, ја го одбивам затоа што ми е срам од сопствениот изглед до толку тој момент. Значи не сум сакал со девојчиња ќе седиме вака е камерата, вака сум зборувал за да не ми се гледа клемпа во уши. Си треба мене да ме запознаеш одма би сменил се. Брат, јас сега не знам како седиш на камеру. Чекај се да ти кажам. Ама сам си прави. Сам си прави. Геше не се ме инспирира. Ама ја не се љуто, никога се љути кога му кажа таа ако брат, излагаме на прифаќам да излеземе на тоа кафе, ден денес се сеќавам на коктел. Ја гледам брат девојка преубава, стварно. Многу убава девојка. Така кликнуваме веднаш вечерта, седиме на клупа, значи средношколска дружба, не сам многу глупо го зборам, имам жена у пиздом. Па нема везе, што? Добро. Па како ќе зборам со претходните три? Па не сад, поминало толку време, не. Не поминало толку. Ајде ти. Седиме на хотел, брат, нема везе, поминува вечерта, ние се зближуваме многу. И меѓутоа јас се заљубам одма. И затоа што знаеш во таков момент многу малку ти треба некој да ти се појави да ти посвети внимание, да. Ама тоа е стварно се, не. Па јас затоа 4 пати сум се женал, ќе ти кажам дека е тоа така. А озбилно ти кажам, не сум осетил љубов и вака некој ќе ми направи, таа е. И ништо. Затоа ти кажи се. Нема везе. Детска прва љубов, ја наоѓам во таа во 23 години. Абе 19 сум имал 18.
Брат, јас сум со Марта 10 години. Значи, јас со Марта се запознам на 19. Ја во тој момент со девојче што ти го зборам, ја му 18. Значи години нешто пред да ја запознавам Марта, година дена од прилика. И јас се затрескувам во девојчево ептен, ама девојчево во моментот ме смета за другар, затоа што што поише секоја девојка ја интересира само да верува дека е мажот, брат. Да, реално. да, Значи да. треба да си цврст, треба да веруваш у себе, треба да покажеш нешто. Ниедна жена нема да се заљуби во некој кој што е повлечен, во некој кој што се само сожалува, сите му се криви, светот му е крив, се. Ја муабетите може да замислиш кој ми биле дека готов пропаднав, сакав све. Да ти на лошо. Меѓутоа, ете, таа девојка ми останала, брат, во сеќавање. Ние после поминало период, ние ќе сме се виделе неколку пати. Тоа ми било приказната со мојата прва Само љубов. другарство остане. Па така нека. Ти го знаеш мометот, вика. Види. Нешто Вика, ако ти се допаѓа, покажи го тоа. И вика, го покажав, тој ми викна милиција. Треба да се личи. Вика, толку сум осамен, Не, види, ние што се у планина гледавме. се шека, толку сум осамен и ружен што у планина да викам, те сакам, ехото ќе ми врати и јас сама само како пријател. Не, имавме, се гледавме со тоа девојче така, ама никош озбилно. Да. Немало прилика во живот. Не може више да зборам. Ти кај мене... Голем поздрав до незе, респект. Да, поздрав и од нас. Респект. Значи, јас сум имал големи љубови што секогаш ме завршува со брак. Ти, брат, како е? Здраво, може би жена. Што ти да се запознам и бурмата веќе лизга на кај прса. Он врзува од прв. Не бе, брат, знаеш што? Стварно ова е малце за психијатрија, за психолог е прашањата. Има разлика од психологија и Да, психијатар. пошто сум доживеал многу проблеми во животот и сега, не сум сега, бил да. гален као дете, да ти се надоврзам и после ќе те прашам и нешто друго, малце околу тоа што ми кажа првото. И сега, брат, секој малце поголемо внимание ти значи дека тоа е љубовта. Значи, јас сум реален. Види, ние се смееме на темава, ама стварно озбилно. Не е смешно, не за е смење. смешно. Јас затоа сум што- реален, брат. Ја, брат, сега лошо е да отварам темава многу, мене таа девојка од тоа момент ми била се. Така е. Конкретно таа девојка од тоа момент може би не го гледала тоа, а такви приказни има милион. Јас сум се женил у период кога загина татко ми, една година после тоа. А најлошо е да се заљубиш во период кога ти фали нешто. Да. Чиста љубов е, брат, кога ќе се заљубиш без Кога ќе си најсреќен, тогаш да насетиш топлина. Кога не ти треба никој. Ете така. Тогаш е. А ја, брат, првиот пат година дена после татко ми кога загина, вториот пат 8 месеци од кога загина командантот и така ми се све после некој, знаеш, у таа празнина кога ти фали некој, сам озбилна тема една секунда и знаеш, буквално ако е за смење кога ќе те погледа некој, тоа е љубовта. И значи тука сум ги правил може утките, ги почитам сите, значи далеко од тоа. Жив и здрав имам внук, тоа ми е најбитно, дечиња што си ги почитам, што се сакаме, меѓутоа е покомплексен проблемот од тоа. Јас себе па не сум имал таков нагон како ти што кажеш што си го преборил покај сите маки. Каков нагон? Па, ајде да не кажам самоубиствен или било како. аха. Тоа, извини, тоа сакав само да те прашам. Брат, види, Пошто реално покрај толку проблеми не ми се мали. Правевме мовет, сум изгубил и дете и све и брат и самоубиство. татко. Не, Не тоа- самоубиство, него не сум имал ја нагон да се самоубијам, брат. Го кажам на најлошото. Повеќе кај мене знаеш било нагон, чувството е зашто сум жив. така. Има разлика. Значи, ама си го поставаш прашањето, Так. затоа што сум посветил толку време на фудбалот, ми се срушил светот. Так. Па ќе кажам, значи од денешен аспект, бад, јас се смеам на проблемот со ушите. Ама во тој момент, јас сум знаел колку мене таа не само доверба и комплекс ми одмага во животот. Значи не сум можел да пркнам во није момент. Значи мене, откако ги средив, вака ми се смени животот. Ама озбилно ви го кажувам, јас се сеќам ден денеска со завој излагам, значи со завој излагам со истата таа девојка. Ова е неколку месеци пред да ја запознам Марта. Со истата таа девојка јас сум друг човек.
И друга енергија имаш и не само кон девојката, општо кон животот. Влагаш во теретана, за цел живот, вежбаш, почнуваш да се менуваш, го сакаш животот. Значи поентата е да станеш од себајле и да го сакаш животот. Кога го сакаш животот, почнуваш да се подобруваш на секое поле. Јас во тој момент сум бил во една ситуација бездна, темна ситуација во која што го губиш фудбалот, не се сакаш себе си. Моите го изгубија тогаш станот. Значи останавме под кирија. Значи се сеќавам на моменти кога со мајка ми сме се селеле, тоа се тешки работи. Значи едноставно таков период губиш се. Кола сме немале моментот, значи јас сум имал само што сум наполнен до 18 години. Тешки моменти како фамилија. Значи општо за сите. И сега ќе ставиш ти на се, значи се на куп, тешко е. И татко ми, замисли јас, татко ми 10 години ме носел на тренинг, 10 години сонувал за своето дете, 10 години работел за да дојде моментот, ја и репрезентација и прв тим, доаѓа тогаш беше Попе беше директор брат на работнички. Ова може човекот се видовме пред 2-3 недели кај во една зграда. Ти требаше да бидеш талент, да ми го поздравиш татко ти многу. Јас да знаеш тогаш за тебе во работнички му кажа дека ќе потпишуваш договор. Јакам знам бе. Стварно. Голем поздрав до него. Поздрав брат и од нас. И на татко ми исто му се струшува светот, брат. Не го посакам тоа на никој родител да посвети 17 години од својот живот и на крај да си го види детето вака преку ноќ ништо. И сега ќе ставиш на куп сите тие работи мене што ми се случиле, можеби и денеска затоа се уште јас ја имам таа инспирација, мотивација за повеќе, за уште, за дај да направам. Не ми се парите мене целта. И ден денес не ми се парите. Така е брат. Парите никош. Еве кажи ми колку се доволно пари. Нема брат. Мултимилиардерите викаат уште 2 милиона. Да, затоа со Димитар сакам да работам брат. Затоа ние кажаме оваа година ворцот. Не бегам од тема. Се ова спој. Така е брат, како дали било 200 евра да платиме за да има собствен паркинг 200 евра. Дали требало уште 2 телевизора на ред карпет 200 евра. Дали требало ред карпетот да биде 15 или 20 метри 20 метри. 500 евра. Дали треба да има уште една камера 300 евра. Дали треба фар да има 500 евра. 500 евра. Вака се понашавме. Не ме интересираше, сакам да направам евент. Еве збордавам, следна година сала, брат. Не следна, значи секоја година ќе расте буџетот. Јас ако имам поддршка од компании, од народ да купува карти, да направиме нешто, ја ви гарантирам дека Македонија ќе види нешто што никогаш го нема видено. Затоа што мене, јас купив стан. Купив кола. И купив кола на Марта. Купив стан за моите. Јас ги решив брат работите што ми беа комплекс од дете. Јас помогнав на тие што требаше. Јас комплекс сон. Не, комплекс. Кај мене било комплекс брат. Ние живееме под кирија цел живот. Се уште се моите под кирија и јас сум под кирија додека ми се градат двата стана. И јас сум ги решил работите што ми се комплекс и сон од дете. Јас веќе не целам на пари брат. Јас целам на проекти, на успех. Каде што ќе се зборуваат. 30 години од сега, брато, ќе се свртам и кога ќе кажеш Лазаров да имам проекти оставено и да вреди нешто моето име. А мојата цел не е денеска да заработам, мојата цел била да заработам. Ма така е, Лазаров. Браво, Јас кога ќе пораснам сакам да бидам. Се озбили, Во време се озбили. Не брат, ама тоа е целта за која се бориме сите, на пример. Да, па реално тоа е целта за која се бориме сите. Јас тоа ми е реално, имам некоја цел што треба да направам. Случката што те кажува прегаска со малиот ме доведе до една ситуација дно и минус, да не кажам доле. Закрепнувам од тоа, битно ми е он да е жив и здрав, тоа ми е најбитно. Се супер, сега го спремам за фудбал. Киркичката оди брейка лег, нешто таму иде. И сега ми е тоа, а друго парите сум направил. Еднаш, два пати ќе направам пак. Сум зборувал со многу успешни луѓе, имам прилика денеска да седам со бизнисмени, со луѓе кои што заработуваат многу заработиле. Да никој нема целта парите. Јас знам брат дека овој муабет на луѓе кои што немаат пари им лупа тука и не серија вака. Да, така е. Ама верувајте ми дека секој што направил пари почнал со мајндсет, со замисла. Значи секој кој што почнува било што и ги брои парите, не го успева проектот. Секој кој што верува во проектот
тогаш може да дојде до пари. Значи од најбанална работа, тебе таксист. Так. Ако ти земеш да броиш, ако купам кола и денеска возам 10 луѓе, ќе направам толку пари, не вози. Купи ја колата, извози ги тие 10 луѓе најдобро што можеш. За тие 10 луѓе да кажат 10 луѓе, за да извозиш следниот ден 15 луѓе. Тогаш ти ќе имаш можност да земеш и кредит, па да купиш уште една кола, па да го платиш уште еден шофер. И потоа да се развиеш шема за да дојдеш до момент да имаш собствена такси компанија. Јас така размислувам. Кај мене имам многу ме потсети ова што го кажа се погоди со еден наш пријател, ќе го спомнам Зоки Джокер од Кумано. Он почна со Алеко. Добро. Оние старите. Добро. И стигна до Мерцедес. Ама така е. На него можеше да му се явиш 2 сата, Зоки брат, знаеш што? Заебаме авто, брат се ќе дојде. Па тоа е. Доаѓа, значи и он не доаѓа ради пари, брат. Прво он доаѓа зашто обседнат со работата, го сака тоа и е човек. До Скопје на пример 1500 денари, он ти вика брат 700 денари, дај како да покрием гориво, знам дека су зор. Како нема да го препорачам на други? Како нема да отидам? И човекот стигна до Мерцедес, брат. Истата цел сум, истата визија, јас сум шеста година во овој бизнис. Јас кога почнав, сите знаат приказната дека земав на GoPro на рати на Diners картичка. И се што правам е постепено, секоја година нешто ново инвестирам. И се уште се водам по таа теза. Значи јас година во Лазаров Врц го работеа, позади мене да не претерано 5-60 луѓе. Значи ние денеска објавуваме, вие го објавувате покасно, може да го отворат влогот Лазаров Врц позади камерите. Да видат. Брат, седнам дента, се враќам на ред карпет, се облакам, тоест спремен. Седам, гледам, брат, не ми се верува до кај сме стигнати. Така. Ама се тоа е заради визијата, заради желбата, а не заради потребата за пари, брат. Како беше, ти не го гледаш дрвото, ја гледаш планината и позади планината. Сега јас сум сватил дека ако сакаш ти да рипнеш планината, не можеш сам, брат. Не можеш сам. Значи мораш да најдеш. Покојниот командант знаеш што викаше? Јас сум ја колку сум јаки другари. Тоа е. Значи тоа е муабетот. Само многу битно, зашто млади луѓе ќе гледаат. Да, па тоа и затоа се прави да се мотивира. Муабетот за тимот не постои. Не. Мораш да внимаваш во животот да изградиш вистински луѓе околу себе, а не да ги влечеш оние луѓе кои што сакаат да однесат надолу. Затоа муабетот за екипата и за тимот не постои. Постои партнерство, постои стратегија и преку стратегија постои заработка и подобрување на сечи живот. Мандар ќе го спомнам. Мандар, брат, мене ми е денеска сум на него кум. Јас и Мандар се запознаваме во ситуација кога он не го примаат у војска, депресија тешка, слична ситуација како што бев ја неколку години пред тоа. Јас на тој момент веќе во телевизија. Веќе во некои кругови шоу бизнис, значи веќе моето име се слуша низ градот, луѓе го знаат. Значи као демек ја почнам да бидам успешен. Он е во најбезна ситуација. Брат, од тој момент сме работеле заедно. Од тој момент сум му кажувал и денеска ја имам прилика, замисли колку убаво со својот, јас сум му кум, заедно да правиме проекти, да градиме, да инвестираме, да растеме и се тоа. Тоа ми било целта од прв ден. Така. Денеска, брат, не знам, правам тераса, 170 квадрата ми терасата, ќе имам джакузи. Што тоа джакузи, брат, мене ќе ме направи среќен ако седам сам. Така ли? Не ми е до джакузито, брат, ќе седиме со кофа, ако сакаш, у планина, ќе пиеме пиво и ќе бидеме пак другари, ќе се смееме. Така е, брат, така. Еве, брат, сум направил, дој сега да седиме заедно тоа джакузи. Тоа е мојата теза у животот и цел. А сега некој ќе каже, Лазаров се курчи од парите. Не бе, брат, парите се средство, односно, како беше на Wolf of Wall Street, тоа се хартиена вредност, односно хартии, што ќе ти го направат животот поубав. Ништо друго. Брат, мене ми се случувало да ме фати еврејска клетва да имам па да не имам. Сум имал и ја не се жалам. И сум увидел дека, брат, сум живеел со 2000 денари, сум живеел на ден, сум живеел со 200.000 денари на ден. Машо. Значи, па едно време државме дискотека од центар на Куманово. Славкар таму доаѓаше, ортачки тим бевме три екипи бевме и буквално 4 години концерти, дешавки од Македонија, од Србија, пејачи, артисти, значи 4 години и знам како е да имаш промет од 1.800.000 на една вечер, знам како и со 18 денари да купуваш геврече. Значи, сум го поминал тоа и затоа кога паднав у наводници, ја не изгубив надеж, затоа што знам дека пак ќе станеш. Има една филозофија, одиш, паѓаш и дол, нели? И мораш да почнеш да се качуваш. Не можеш вечето да паѓаш. И затоа викам, добро е. Јас знаеш што викам, во моментите кога се качуваш треба да останеш човек. Така да не го изгубиш тоа што си ти и тоа што те донело до таму каде што си. Така. Јас знам дека во ваква држава кога човек
успева или ќе купи поскапа кола или гардероба или нешто, веднаш боде во очи, луѓе го сметаат за ваков или онаков, меѓутоа јас сум на истиот став и денес дека верувам во тоа дека има луѓе кои што ќе се инспирираат, затоа што или ќе го одбереме патот да кукаме и цело време да гледаме тажни приказни, или дај да се мотивираме преку успешните приказни. Не зборам за себе. Општо. Да. Општо. Значи, брат, ама тие се енергетски вампири тие луѓе, брат. Ја малци не ги сакам во моја близина. Има. Колку да ги мотивира Стефан, брат, не можеш нив да ги измотивираш. Он кога станува се вале, прво се кара со огледалото и после гледа како да му го усере денот на Боби и на Стефан. Да. А он не сваќа дека мене неговото мислење не ми значи ништо. Зашто? Зашто јас сум ја зацртал целта и колку да звучи безобразно, ама има и уште една филозофија. Работи би ти, брат, 16 сати. Така да. А не да искочиш од 9 на работа, еден да отидеш и да кукаш дека нема. Не вика се успевало у странство. Океј, се успевало. Колку време работиш ти у странство? 16 сати. Па работи у Македонија 16 сати, не ти треба странство. Така е, кај нас, брат, реално си одат многу често од неправди луѓето. Од тоа, да, тоа те Ама јас сум не истото, брат. Јас секогаш ќе зборувам дека во Македонија може. Може, да. Значи јас зборувам од сопствен успех и од моје искуство. Може, многу е потешко од друга причина, од аспект на муабет, од аспект на што ќе каже комшијата, сопки од најблиските, меѓутоа ако научиш да се избориш со тоа, има и тука има во живот, брат. И плюс во денешно време, го спомнам инфлуенсерството. Во денешно време многу повеќе шанса имаме сега. Да. Значи еве да било пред 15 години, 20, кај ќе си го правил подкаст? Нема шанса. Јас кај ќе сум го правил подкаст? Кај ќе снимаме ние сториња денес или ќе правиме реклами за Елида или за Бања Лукс или не знам што. Така е. Каде? Ке ти кажал некој уредник на некоја телевизија, дечко ти на пазар. Прво, пошто или дечко ти на улица, или ти си за адвокат. Значи пред 15 години го почнавме првиот проект што беше Нема љутиш. Значи зборам 2010-11, значи го почнавме, знам како беше. Идеш у национален медиум и ти вика вака, добро, 80% од спонзорите за мене, 20 за вас, ќе имате еднаш снимање у недела, тоа ќе биде у среда. Да, знам. И толку. Знам. И сега тоа беше скоро кај сите. Или доаѓаат и го бираат тимот. Ја, ти и Мандар сме, вика, Боби и Стефан може, Мандар не може. Да. Како ти ми го растураш тимот со кој сум постигнал или одреден успех. И затоа се слагам се многу полесно. Затоа, брате, Трни, не знам дека Лазаров Фаворска како манифестација е многу чудно се како бе детето инфлуенсеров го направи. Го направи заради новото време. Значи денеска новото време ни дава поголеми можности. Само ние треба да бидеме попаметни сега да знаеме како да ги искористиме. И нема граници. Нема граници како ќе ме сопреш, освен сам себе ако не се сопрал. Така е. Чи само ако одлучам утре да се уништиш така доаѓам. Ќе искршам и камери и себе ќе се искршам и све. Се додека јас имам снага, сила денес еве сега е 5:10, од 9 са вајле сум излезен. Така. Се додека имам сила да го правам ова, се додека имам сила да правам под 500 станоци на ден, да креираме реклами, видеа, снимања, нови проекти. Нема како, ќе работиме. И битно е да бидеш искрен, да бидеш оној кој што си, а публиката тоа го препознава. И доста се фалиме, нели се смееше од пред. Кажи сега дека ајде, дајте ме некоја вода. Дали имаш со Томски го правевме муабетот? Не бе, не, ладно, овој брат. Има таму јоште ладна нема? Има. Има цемар. Снимав си камерата, кој ни опуштена атмосфера, сак може да се избори. Со Томски правиме мој, дали може би е време за да се одделат категориите од инфлуенсерскиот свет? Како да се одделат? Па не бе, брат, на пример, нели, песма, музика, još нешто, хумор, не знам како. А како да се одделат? Как ги оделиш? Не, доделувањето на награди. Да. Ја не мислам дека треба да се одделат, затоа што, брат, реално, у принцип, таа манифестација е една и треба да... Или да се прошират, или не знам како. Може би треба да се прошират. Ама од друга страна па и премногу награди се губи концептот. Премногу ќе му дојде за самата да не натежне тембра, да. Значи реално секоја година може би една ќе се одзема две, други две ќе се додаваат. Например, мене обавезно следната година сакам да воведеме фешн инфлуенсер на годината. На ваков ред карпет, на ваква мода, на луѓе што се облекле, верувам дека ќе значи некое машко или девојче у текот на годината што највеќе покажало да се појави и да биде пример за фешн инфлуенсер. Мене поентата ми беше со настанот, еве со Сергеј, ќе си го поздравам Варошлија многу. Поздрав и од нас. Со него и неговиот квалитет и искуство сите овие години што ги набилда, да
придонесеме за модата во Македонија и веќе од втора година ние многу успеавме во тоа. И сега тоа треба да расте. Треба да му најдеме некој девојче, треба да му најдеме екипа околу него, како што прават во цел свет. После настанот треба да трае таа приказна уште 10 дена да се збори. Кој што облекол, кој се кај збори. Па верувам. За Лазаров се збори, брат, се збори. И тоа втора година, Боби. Да. Значи, тоа огромен скок од прва до втора година, огромен тоа ми скок, брат. кажуваат, јас сум среќен за тоа. Огромен скок. Да не кажам се од една Приватна забава, роденденска дружба. Ајде, да, окей. битна, огромен настан. Баш тоа сакам да кажам една збирутњак, како да го кажам, не збирутњак, него збирштина наша по Кумановски, собрала се дружина. И да знаеш, ќе беше подобро лани, ама ни заврна. Имавме и оваа година среќа, само замисли во моментот да не врнеш. Смеј се сега. А брат, идеме со Никола и ти, колку пати ти пратив? Брат, види времето од тебе. Брат, ама пази се што сум ја маркетинг мастер гуру. Јас седнам и знам дека луѓето како помина маркетингот највеќе. Дај им го тоа што најлесно го примаат. Така. Дожд, секој гледа временска прогноза. Да. Јас направив хит од дождот. Да. Значи ја имав илјадници пораки дневно, луѓе ми праќа, нема да врне, ќе врне. Види го ова, во 6 ке прекине, во 5 ке има, ми звонат луѓе, оваа апликација е добра, ова е најточна. Со џамба с 500 направивме, нема да врне. Ново јака. Ново јака. Брат, и дентама што е ново јака ствар, не знам, нека стварно треба да веруваш у Господ. Значи, не некад, секад треба да веруваш. Дошо се изразив од брзо зборење. Има нешто, постои. Да. Воопшто не заврна, се мачеше цел ден, ни требаше да не врне до 10. У 10 и пол врнеше. Да, брат. Истори. Ние седевме нели со Тоше си бевме на маса и само дена се вртиве. Да, како се кова, брат, да. Значи истори, и сега за тоа ти кажам, значи ние ако ни се случеше дожд и оваа година, 90% немаше да видите од настанот. И немаше да го доловиме тој момент. И ја бев затоа под паника, а немавме можност за бекап. Односно бекап, ние зборевме, требаше да ставиме шатори оние белине, да направиме уште едно 2-3.000-5.000 евра треба да даеш за рампи кој што ќе можеш да заградиш цело тоа да го заградиш, што се многу пари за тоа што требаше да го направиме, и при тоа може да не врне. И замисли сега ама тие бели шатори да ги ставевме таму, кај што беа позадина екипата, немаше да изгледа луксузно. На сите сториња тоа ќе изгледаше како панаѓур, како циркус. Да. И затоа ја бев до постено. Не стана. Ја ти праќам, брат. Тоест не бев ја, извини, Димитар беше. Димитар ме трпеше. Исто, брат, и нас у 8 дена од турата. Само гледаме, леле, ќе врне, леле, нема да врне. Сега гледај, реално, ако е облачно време, ќе се подеси Никола бленда, менда, светлина, ово, она. Само што завршуваме у Кратово и седнуваме на Пастрмајка, пошто Кратово е Пастрмајка, не е Пастрмајле. Пастрмајка? Да, ќе ти покажам многу убава ствар, брат. Пастрмајка. Има неколку легенди, брат. Ма пастрататко. Многу сме, брат, побогати за знаење, за историски факти од Македонија, каде што не дека не сме ги знаеле, ама не буба работа е таа што сте направиле за себе и за државата. И брат само ни вика, гледаме, ова, виш, вакова е формата. Пастрмајка. Со димено месо е ова. Значи без јајце, без ништо. Убавина, брат. Тестото се меси веднаш кога ќе дојдеш ти кажува дека ќе ти биде за 40 минути готово. Значи у менито си стои така. И брат, само што седнуваме, дожд. Викам добре, идеме на кај Свети Николе шти по облаци. Леле мајко. Буквално така и последното кога седнавме со Томски кај куќата на мијасите седнавме. Таму е поздрав многу. Поздрав многу, ни спочитува луѓето максимално и здрави ние ќе ги спочитуваме максимално. Брат. И брат седнавме со Томски и само што седнавме, дожд. Значи исто не следеше, ама нели, па со Божја волја све се завршува како што треба. Јас ти кажувам, брат, за целиот тој така си го чувствувам, за целиот труд со куќата и се што направивме, Господ ни даде мирно небо, да го наречеме, ајде, немаше дожд, за да можеме да го истераме настанот. Ако врнеш, значи немаше да го добиеме тоа. Јас затоа бев под стрес, затоа што јас го гледам настанот пред да се случи. Знаеш, го планираш точно, знам све што каде е. Јас го гледам, знам како ќе биде. Може да биде минимално поразлично. Жените има, да.
И цел ден, брат, интересно. Од 1 сат врна до 1:15 прекинува. Таман сонце, топ, 2:30 пак заврнува. Идам до Мартино време. А ние кај бевме на матка бевме ние. На матку почиња да превестува Никола Паратка. Брат, едно време си седна вака и гледам. Зошто бе вика мора да ми се дешава? 10 дена претходно не врна. Стрес до последен момент е страшна работа, брат. Цркнеш. Како Види, не, брат? и самиот момент што почна врна од 10, нас ни уништи малку дел од програмата, значи да имаше простор да не врнеше, ние беше осмислено да ги оставиме светлата упалени до 12. Так. За луѓето да може да излагаат, да си прават контент, видеа, снимања и Так. тоа Лани го Да. направи, а тоа ни го извади Лани целиот момент и настан. да. И имавме сепак добар ефект. Сега со дождот оваа година тоа ни се скрати. Не знам дали виде на стори Божаров да го поздравам со каблите што ги Да, бе го видов и кој Диана Оджи она го пушти за лудило, брат. Страшно За да спасат све. Да. Ама на крајот добро излезе. Здравје следна година. Нешто јаче. Еве виж Никола што ми вика, гледаш? И поздрав до луѓето кои не поддржаа целиот проект низ Македонија. Да така да си ја сакаме Македонија за да можеме да стигнеме кај Стефан на време. Ти го знаеш вицот за зарамчи за фудбалот, брат? И секојаш кон Јас Никола се ќе мина, оградувам. Јас се Од све се оградувам. оградува. И Никола ми прави вака и секојаш ми текнал на тоа. Рамчи игра фудбал, брат. Рамчи игра фудбал и тренерот он прави. И не салто бе, измена. Ти се оградуваш. Јави се слободно. Не, извини, не те слушав, имам малку незгодна ситуација денес во фамилија. Аха. И со баба ми, мајка ми звони таму е, но ќе ја чуем кога ќе завршиме. Така, еве, пошто е така завршуваме веднаш, за да ми... Брат, фала што беше мој гост. Фала ти. И се надамо, слободно можеш да рачунаш на нас све што здраве Боже за идуча организација. Знаеш дека братски сме отворени за соработку, све што и каде ти треба, обавезно. А иначе, еве јавно, ти, Мандар и Димитар, ве чекам на едно утакмицу етно село Тимчевски. Не идам со тоа, бега ти изгубам од старт. Бега, ќе влезам таму, лом ќе не направи. На домашен терен, брат. Ќе изеде крило од нилски коњ. Ќе го измисли. Ќе го измисли, ќе го најде крилото од не знам од каде ќе го стави. Од лилјак, од вахун. Фала ти што ме викна, фала ви и на вас момци што сте тука со нас. Убаво си поминав. Поздрав до вашите спонзори и јас сакам да ги поздравам за вашата поддршка. Ама и твоите спонзори. Не, тоа е респект кон твојата емисија. Браво што ги поддржувате овие момци тука, затоа што и вие сте дел од креирањето на, ја ќе кажам слободно, новата сцена. Се случува еден нов момент со пеачите, со салите се полни, со концертите се полни, стендап има, музика има, подкаст има, емисија има и тоа е супер. Продолжете, тука сум и ја, дојав да ве поддржам затоа што секако дојавте и вие и тука сум и ја за вас. Се надевам дека и веднина ќе имаме добри соработки. Фала, брато. А вие, ако сакате да не поддржите, ставете subscribe овдека, а за линк Никола ќе ви каже. Чао. Ја почнав да се крсту Бога, ама ти Како па на крај линка со... Добро е. Добро.